Што ако еднаш бойкотираме? Повторно ли ќе бойкотираме? Со право претходниот кандидат потенцира дека тоа ќе значи само на председателското место да седне сегашниот председател на собранието. Но тоа носи и друга опасност. Со 81 глас да се смени уставот и изборот на председателот да биде во парламентот. Погубно решение за Република Македонија. За секоја власт, бидејќи тогаш целата власт, односно трите власти, ќе бидат во рацете на една партија или на едно мнозинство. Запомнете, нема да можеме да избереме председател. Процесот ќе се парализира заради притисоци и уцени, заради пазар. Она што треба да се направи во идни измени на уставот е да се тргне изборниот цензус во вториот изборен круг. Ова го зборувам како бивши член на Венецијанската комисија. 3 пати Венецијанската комисија и препорачува на Македонија да го тргне изборниот цензус во вториот изборен круг. Што ќе направам? Тоа е најважно да го кажам. Прво, секоја реформа почнува од нас. Не можете да барате реформи од другите ако не сте спремни вие да почнете со реформа. Во една од најсиромашните земји ние имаме закон за привилегии на председателот. Не за претходните. Јас имам разбирање за привилегиите на семејството на председателот Трајковски. Меѓутоа, ќе ги замолам пратениците од ВМРО ДПМН да иницираат постапка за укинување на привилегиите на председателот. Зошто ова ќе го направам? За потоа да подсетам, бидејќи ако победиме на председателските избори, тоа ќе биде импулс, тоа ќе биде инспирација, тоа ќе биде ангажирање, тоа ќе биде обединување на сите граѓани за следните предвремени парламентарни избори да дојде до промена на власта. Но јас тогаш ќе дадам еден предлог да се намали бројот на министерствата. Срамота е во земја која е една од најсиромашните да имаме 28 министерства, а Швајцарија да има 7. Мора да се размисли за намалување на исто така можеби непотребните заменички места. Тоа исто така ќе доведе до можност парите во една социјална држава да се пренасочат кон граѓаните. Тогаш ќе докажат министрите, председателот, дека го живеат животот на граѓаните. Второ што ќе направам, ќе формирам експертски тим на домашни и инострански професори по меѓународно јавно право, зашто малите држави се повикуваат секогаш на правото, големите на силата. Зошто? За низ призма на меѓународното право и уставното право да го отвориме прашањето, тоа не е затворено за името на Република Македонија. Пред меѓународните судови и институции. Во секоја средба ќе укажувам на тоа дека јас не можам да се поделам на две личности. Дека за мене владењето на правото е врвната цел. И дека ако сите народи имаат право на самоопределување, што е задолжителна норма, и се што е спротивно на тоа може да биде еден ден поништено, истото важи и за македонскиот народ и за Република Македонија.